Како што ви најавив пред рекламите, време е за последната гостинка. Имаме многу интересна тема за дискусија, нема да го трошам времето, само ќе кажам дека доаѓаат моменти кога човекот се соочува со големи искушенија, неприлики, кога бараме спас, но не секогаш можеме да најдеме во медицината, тогаш се сеќаваме дека можеби сме заборавиле на Бог, сме заборавиле на нашата исконска поврзаност, сме заборавиле на тоа колку малку полагаме на нашата духовност и токму за таквите моменти, за силата во Божјата волја, денеска ќе ни помогнат нашата Оливера и се разбира низината гостинка Бригита Петрушевска, духовен и мотивацијски говорник, да се подсетиме на се она што одамна сме го заборавиле, ако знаеме. Така, да ги искористиме минутите за да пренесеме една убава порака од нашата денешна гостинка Бригита Петрушевска, една силна жена која што во многу тешки моменти имаше жива средба со Бог. Тоа и го промени животот и даде исцеление. Во знак на таа вера, таа изгради Господова црква во Скопската населба Петровец и од тогаш на македонскиот народ му помага преку молитви, преку вливање на надеж, љубов, добрина и исцеление. А денеска ќе позборуваме токму за сите тие пораки како треба во најтешките моменти, а и секојдневно да се молиме и да ја побараме љубовта од најважниот нашиот Господ. Добро утро, Биги, и добро утро, Оливера. Што еве да те благослови. Ти благодарам и што во моменти на еден убав празник, Божик, раѓањето на Исус Христос, всушност си наша гостинка не случајно тука. Јас те благословувам, ти благодарам што ме повика. Се радувам што можам сега јавно да сведочам пред македонскиот народ. Се радувам да сведочам за Господа. Тој е многу добар и тој ми се има јавено кога мене ми беше многу тешко. Бог ми се има јавено и ми даде голема задача. Тоа е да се спаси народот во Македонија. Тој ми прозбори дека јас имам голем дар на исцелување, дека он преку мене ќе лекува, дека он преку мене ќе зборува и ми кажа да направам црква што он преку мене ќе делува. Црквата се вика Господова црква, исто и тоа е по Божјата волја. И така. И по православното евангелие, нели по Библијата, како што сите многумина го одиме тој пат христијански. Што се промени? Ти беше обична личност, како и сите ние, нели? Одеше по оние правила, обичаи, традиции, како што и македонскиот народ се уште оди, меѓутоа откако ја имаше таа можеби него жива средба, се промени и ти како личност, но и твојот пат и патот на твоето семејство. Така да, Бог на многу насоки ми има прозборено дека ние македонскиот народ погрешно веруваме во него и тоа е уствари гревот, што после тоа ние страдаме поради гревот. Си повикуваме зло поради тоа што не знаеме како да веруваме во Бог и така ние грешаваме и правиме се што не треба. Уствари е тоа дело на ѓаволот. Тој се подигрува со македонскиот народ преку лажно учење и верување и се подигрува за тоа што луѓето не ја прочитале Библијата и се дур ние не ја читаме Библијата, нема ни да знаеме како треба да веруваме во Бог, што кажува Бог, кои се Божите заповеди. И на тој начин сме лесен плен на лукавиот, ако ние не ја читаме Библијата и не одиме по тоа што е пишано. Треба да одиме по заповедите Божи, за на нас да ни биде добро. Ако ние сакаме да живееме богоугоден живот, треба да ги запазиме Божите заповеди и зборови. Како да бидеме добри луѓе? Како да шириме светлина, како да не се караме меѓу себе? Можно ли е тоа? И какви сме ние како народ? Можам да кажам дека голем дел од македонскиот народ живее во една голема заблуда. Македонскиот народ повеќе дава значење на некои традиции,
на бабски работи, на измислени работи, на ритуали, на можам да кажам и бајачи, гатачи, врачари. Барат луѓето лек, но барат лек на погрешен начин, на погрешно место и затоа немат лек луѓето, но фала на Господа Исуса Христа што мене ми се има јавено за да помогнам, можам да помогнам. Може секој да дојде во Господова црква, да се молам за луѓето, да Бог им каже што сака да им каже, како треба да се однесуваат, за да дознаат луѓето и како да се молат, зашто луѓето и не знаат како да се молат и не знаат како да се однесуваат. Така. Кои се оние најсилни сведоштва што можеме да ги кажеме што излегле од твоето искуство од Господова црква? Така, јас гледам многу промена во народот, како прво учат како да се молат, како да ги запазат Божите зборови, да читат од Библијата и има голема промена во народот. Секако имаме видено многу исцелувања, значи тоа исцелувања што може наше око до сега не видело, ма ние во црква гледаме какви исцелувања се случуваат. Значи има деца што прооделе, прогледале луѓе, демони Бог преку мене изгонувал и тоа е ствари се Господ Исус Христос што тоа го прави, јас ништо не правам со своји сили, тој Светиот Дух што ми дава водство и што лекува. Меѓутоа, никако како да се плаши народот тоа да го да го свати или не знае како да го разбере тоа. Обично кога ќе слушна такво нешто, велат па тоа не е христијанско, тоа е секта, што не сакам ни да го изговорам тој збор. Навистина, јас имав многу големи напади кога Бог направи промена во мене, кога Бог ми се јави и кога јас се откажав од многу тие измислени бабски работи, традиции, тоа лажно учење и верување, бев многу нападната од многу луѓе, но верувајте, тоа мене уопште не ми е битно, бидејќи јас го имам мојот Бог, тоа е Исус Христос, и тој ми дава сила, тој ми дава надеж, ми дава се и ме исполнува. И народот не го познава Бог, но суди, а не ја ни прочитале Библијата. Значи, седур не ја прочитаме Библијата, не можеме да пресудиме и да кажеме кој во каква вера е. Значи, луѓето не знаат ни во кого веруват, ни во што веруват. Они веруват во се, само во живиот Господ не веруват. И жалосно е тоа. И јас стварно сакам да народот се освести, да се пробуди народот, да народот види уствари во кого верува, во што верува. Веруват во материјални работи, не веруват во Господ, во живиот Бог. Тој е меѓу нас, тој живее меѓу нас, тој не слуша, тој живее во нас и се надевам дека преку оваа емисија дека народот ќе го запознае Бог и ќе дојде во Господова црква да ги види чудата Божи. А како може да ја зајакнеме верата, да ја пренесеме на младите генерации, да не одат по лош пат, туку да одат по Божиот пат? Младите ги слушат повеќето секако родителите, предците, гледат од нив. Но во денешно време имаме стварно каде се да провериме, значи имаме TikTok, имаме Facebook, имаме социјални мрежи, што може ние младите да прочитаме, да видиме што е вистината и како треба ние да веруваме. И мислам дека може за помладите малце полесно, мислам дека за постарите личности е малце потешко. Да. Да го прифатат Божјото учење. Библијата да ја прифатат, тоа што Бог го кажува да го прифатат. Не нешто што не е кажано од Бог, него тоа што Бог го кажал да го прифатат за да им биде добро, за да имат спасение на нивната душа. Конкретно, вчера беше прв ден Божик, еден од најубавите христијански празници, предходно Бадник и палење на оние огнови на 5 јануари. Так. Тоа се, како што се вели, пагански работи или секако, тоа е измислени работи од народот кои што се следат и во денешно време во 21 век?
Тоа е паганство, секако. Сите тие обичаи измислени се дело на сатаната, на ѓаволот. Тоа не го кажал Бог. Значи, Бог бара од нас да се каеме за нашите гревови, да ги запазиме Божите зборови, а тие ритуали, обичаи, измислени работи, тие не ги кажал Господ Исус Христос, и народот уствари си прави грев, мислејќи дека му служи на Бог, а уствари си прават грев и се во една голема заблуда, и тоа е многу жалосно. Го гледаш народот, а не можеш да им помогнеш, зашто не сакат ни да те слушнат, но јас верувам дека сега народот ќе ја види вистината. Верувам во тоа, верувам во Бог и верувам дека Бог ќе допре до народот. А каде најмногу грешиме, во верата или во делата? Па и во верата и во делата, секако. Тој што не го познава Господ и неговото учење на секој начин грешава. Како треба... Човечко размислување е тоа, тоа не е духовно размислување, и кога ние човечко размислување имаме, ние грешаваме. Така. А тоа духовното размислување е малце различно, не е исто. Обично се вели и во Библијата 6 дена работи, 7-миот ден подари го на Бог. Така, да. И треба да, нели, се молиме. Како да го започнеме секој ден всушност, за да имаме убав ден, правилен ден, дали се почнува со благослов, со молитва, уште не станати од кревет? Така, ние кога ќе станеме наутро, секако треба да благодариме на нашиот Бог Исус Христос, што тој не разбуди и што тој ни даде нов ден, нова шанса, значи нова шанса да ние нешто промениме во нашиот живот, да ние станеме добри луѓе, да ние ги запазиме неговите зборови и да го шириме евангелието. Тоа е нашата задача на секој човек, да го шириме евангелието. Така. Сега, од моментот кога ќе станеме до моментот кога ќе легнеме, имаме, нели, 12 часа Так. и повеќе. И во тие часови, всушност, ние сакајки или не сакајки правиме некои гревови. Так. Затоа сме и луѓе, затоа што сме грешни. Како може, во сообраќај, во гужви, кажуваме неубави зборови, ќе ни Так. изнервира некој на работа и слично. Како да се воздржиме да не кажуваме лоши зборови? Можно е ли да бидеме смирени? Можеме, да. Кога го имаме Божиот дух во нас, кога ние го прифаќаме Господа Исуса Христа, тој влегува во нас и живее во нас. И ние стануваме многу посмирени, не се нервираме на некои работи, но секако ние треба да бидеме постојано во молитва и наутро кога ќе станеме, и преку ден, и кај да одиме треба да бидеме во молитва, и секако пред зајди сонце ние треба да се покаеме за нашите греови, да бидеме чисти пред нашиот Бог, и да сгрешивме, ние треба да се покаеме и да се трудиме да не грешаваме. Тоа е најважното, покајанието. Така. Нормално е, свесно или несвесно, реков, сме сгрешиле, луѓе сме, но покајанието, колку се каеме, или и некогаш свесно ако сгрешиме, знаеме ли да се покаеме како народ? Па, секој човек различно. Бог бара од нас да имаме чисто срце, што значи да бидеме покаени, кога ќе сгрешиме, да кажеме извини, јас сгрешив, и веќе нашиот греф е простен, бидејќи Бог не ослободува од гревот кога ние му кажеме на Господа: Господи, јас сгрешив. И толку бара Бог од нас, само да изговориме дека сгрешиме, ама тоа да биде со чисто срце, да не биде тоа лицомерно нашето покаяние. И постојат многу луѓе што се многу горделиви, и тие се смета дека се они толку праведни, дека они прават се нешто добро, но верувајте дека нема човек што нема греф или што е безгрешен. Само Господ Исус Христос е безгрешен. А ние луѓето сите сме грешни, но дали ќе се покаеме, тоа е уствари тоа што треба ние да го направиме, да се покаеме. Се дури не се покаеме, ние ќе живееме со гревот, а тоа ни е товарот. Гревот на нас ни е товар, како еден ранец што го носиме, нели, кога сме непокаени. Гревот не води кон болести и кон смрт. Така и пишано во Словото. Така, ти не си медицинско лице, меѓутоа, да, многу работи ги дозна преку читање на Библијата. И
преку искуството што го имаш во црквата која што ја изгради во чест на Господ. Има луѓе од нашава земја што воопшто не веруваат и што се атеисти, и од оние што веруваат што добиле бенефит, а потоа ги нема никаде. Многу луѓе, значи, од моје искуство, барат само да бидат исцелени и они го добиват тоа од Бог, но они не знаат дека Бог и понатака ги тестира секако, нели? Они добиват исцелување и ги снемува и мислат, добро, супер ми е сега и толку. Но не е тоа. Ние треба да имаме спасение на нашата душа. Не е само да бидеме исцелени. Битно е нашата душа таа да биде спасена. Кога ќе дојде денот, кога ќе дојде Исус по нас, ние треба да станеме чисти пред Него и да одиме во Неговото царство. Ако ние сме непокаени, горделиви и не ги запазиме Неговите зборови што се пишани во Библијата, не можеме да одиме во Неговото царство кога ќе дојде денот и секако еден ден ќе дојде денот кога ќе дојде Бог по нас. Тие луѓе што се горделиви и што сакат да прават што си сакат, секако дека тие нема да одат во Царството Божјо, него ќе одат во пеколот. Нажалост. Се надевам дека ќе допре ова до целиот народ, дека народот ќе се покаи и ќе види дека треба да живее убав живот, богоугоден живот и да одат по Библијата. Јас се надевам дека интересна е темата на многу од нашите гледачи и дека на повеќето им треба, нели, помош и спознавање на вистинската вера, да знаат како да се молат, како да секој од нас го има живиот Бог во себе, само треба да знае да го разбуди и да почне да комуницира со него. Така. И тоа е и целта, всушност, да му покажеме на македонскиот народ колку го сакаме и дека сакаме да му помогнеме и, нели, да му се отворат очите. Така. Има спас, нели? Секако дека има спас, да. Што би им препорачала на нашите македонци кои што добри сме како народ и греот е, нели, да не биде на високо на педесталот и близко до Бог? Јас можам да препорачам на македонскиот народ да си ја купат Библијата, да почнат да читат и на прво место прво да се покајат. И можам и да се помолам сега за македонскиот народ и да ги повикам сите луѓе што живеат во Македонија и што не живеат во Македонија и на светот, да дојдат во Господова црква, да ги видат Божите чуда, да го запознаат Господа Иса Христа и да видат колку Бог ги љуби, колку Бог не сака и колку Бог не сака ние да се загубиме. Бог тагува по македонскиот народ, ова е библиска земја, но народот не оди по Библијата, нажалост. Се надевам дека народот сега ќе направи една промена и дека ќе видат дека без Бог не можат, дека без Бог се загубени и дека треба да дојдат при Бог. И сакам да се помолам ако можам. Може слободно, да. Вака се молам за целиот македонски народ да биде ослободен од робството на гревот, да бидат ослободени од генерацијски проклетства, од се што влечат од генерациите, гревови од предци, да бидат ослободени од вака клетви што се фрлени врз нив и да бидат ослободени од магиски сили, од врачарски сили, од зла духови, да биде овој народ ослободен, да биде овој народ исцелен во името на Исус Христос се молам, ослободени да бидат исцелени и обновени сите луѓе што сега ја гледат оваа емисија да бидат исцелени. Во името на Исус Христос се молам. Фала и слава на Господа. Јас навистина ти се заблагодарувам. Ете, пораката е сите да одиме по Библијата и секој од нас таа е навистина голема, меѓутоа како беше по 15 минути наместо на телефон. Така. Да секој од нас чита дневно, за една година ќе ја прочита Библијата и многу работи ќе му се разјаснат. Така. Не случајно беше околу празникот, ете, повикана. Доколку има интерес, ќе те чекаме повторно во студиото на Алфа телевизија. Ако немаме што друго да кажеме, јас навистина ти се заблагодарувам и јас благодарам и се радувам што можев да сведочам за Бог.
така и за сите оние работи кои што се случиле во вашата црква и на македонскиот народ.